Учениците од основното училиште Гоце Делчев се прогласени за амбасадори на природата. На трите работилници кои ги организираше Центарот за развој на Источнопланскиот регион во рамките на проектот за зачувување на природата, финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, тимот од 5 ученици изготвија кампања како шумите да се заштитат од пожарите. Изминативе денови ги поминавме на обуката за амбасадора за природата и таму ние стекнавме со многу знаења кои што беа од големо значење за нас. Таму ние додавме како да ја заштитиме нашата природа и со нашите идеи беа поддржани и беа усовршени од сите луѓе кои што ни помогнаа. Изготвивме на крајот една активност или кампања да ја наречеме, преку која сакаме или чија цел беше да ги информираме граѓаните на нашиот град, на Штип, како да се заштитиме од пожарите, за последиците од пожарите и така натаму, се со цел да се подобри нашата животна средина. Амбасадорите на природата денеска беа примени од страна на штипскиот градоначалник Илчо Захариев, кој забележа дека љубовта кон екологијата, односно природата, се создава од најмали нозе. Ние како општина ќе ги поддржиме затоа што за нас како важно и битно е да имаме што повеќе шума во Штип и Штипско, да постоечките шумски комплекси кои ги имаме на Плачковица и на Серта бидат рационално користени, рационално сечени, плански сечени, истовремено да се спречи дивото сечење на шумите, посебно во делот на Шварлија, Кошево, Никоман и Почивало, каде се соголени илјадници хектари, заради неодговорен однос на поединци, но и затојување на системот кој треба се бори против дивата сеча. Проектот се реализира преку Центарот за развој на Источнопланскиот регион, од каде најавија дека во наредниот период ќе се потрудат да најдат финансии за реализирање на кампањата која изготвија учениците од Штипското основно училиште Гоце Делчев. Се надеваме дека во наредниот програмски период, кој ќе биде поддржан исто така од Швајцарската развојна агенција, оваа програма за чување на природата нема да заврши овде, значи ќе продолжи и во наредните 4 години и ние се надеваме дека ќе изнајдеме финански средства, финански можности како овие идеи на малите деца да бидат реализирани се со цел за заштита на животната средина.